Ахмадија муслиманска заедница или џемат е термин кој за многумина во Македонија се уште е непознат, иако ова верско учење веќе има повеќе од 100 верници претежно во Источна Македонија. Во основа станува збор за исламско верско учење засновано на Куранот. Главното мото им е љубов секому, омраза никому. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Основано е како исламско религиско движење кон крајот на 19 век во Пенџаб, во британска Индија, денешен Пакистан. Движењето произлегло од животот и делото на Мирза Гулам Ахмед, кој тврдел дека го представува исполнувањето на пророштвото за светски реформатор, кој треба по пат на мирни средства да ја овозможи конечната победа на исламот. Тврдел дека е одреден од Бог за реформатор на исламот, односно дека е месијата што муслиманите го очекуваат. Покренува едно цело движење чии членови денес се нарекуваат Ахмади муслимани, но традиционалните мухамеданци муслимани нарекувани како еретици на исламот. Yes. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैत शुरू होगी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु Нивното хиерархиско религиско уредување во многу наликува на хиерархијата на католичката црква. Имаат еден врховен имам, наречен калифа, која има целосната власт врз ова учење. कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। Ахмадијанците, иако не се регистрирани како верска заедница, туку како невладина организација, веќе неколку години ги има и во Македонија. Претежно ги обединуваат ромите од истокот на државата. Главно се насочени кон хуманитарни активности. Која е Ахмадија што ги регрутира ромите во Македонија? Ahmadija je jedna zajednica, islamska zajednica koja je počela iz Indije 1889. godine. Osnivač Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on tvrdio da on je očekivani običani Mesija, a za koga čekaju kršćani, muslimani i ostali religija. Svi čekaju da treba da pojavi neki jedan reformator među njih. I on tvrdio, on je taj. Васим по потекло е пакистанец, за Македонија е главен имам, сосема податлив за еден отворен разговор со него. Колку мина у Македонија се вака? Imamo negdje 100 ljudi koji su prihvatili. Од кога сте присутни во Македонија? Kako mislite? Од каде први пут? Ja sam počeo da dođem od 2009. godine povremenom, ali prije su taj poruka stigao od 97. ili 8. godine. Neki McDonald's oni su prihvatili ovdje u Njemačkoj i tako oni su prenijeli ovu poruka tamo, ali neki McDonald's ili Albanci oni su prihvatili ovdje u Njemačkoj, bili su kao azil i onda tada su prihvatili. I tako je u početak poruka odavde išao tamo, ali McDonald'si koji su živjeli tu i oni su prihvatili. I tako su stigli tamo. Вие во Македонија практично функционирате како невладина организација. Da. Имате намера да барате регистрација како верска заедница религиозна група? Dobro, mi smo pokušali, ali mi smo saznali sadašnji zakoni ne dozvoli nama da mi pokušavamo ili da probamo da dobimo taj statut. I mi sada očekujemo, nadam se da Makedonija će imati više sloboda i religija i da promeni zakon i onda možda bi mi bi pokušali da dobimo naša prava kako mi imamo svugdje. Овој тип на исламско верско учење денес слободно може да функционира во западноевропските држави, каде нема проблем да биде регистрирано, и затоа многумина и го нарекуваат европски ислам. Како е вашиот однос со исламска верска заедница во Македонија? Вие сте разговарале. Предпоставам дека традиционалниот ислам ве третира како некакво секташко учење во рамките на исламот. Dobro, mi još sa vrha još nismo imali neki kontakt, ali na mali nivo sa neki imami, ja sam pričao
i objasnio šta je naše vjerovanje. Ali od naše strane nema nikakvi problem. Mi ne mrzimo nikoga, mi ne širimo mržnja prema islamska zajednica ili bilo koga. Oni su naša braća, oni su muslimani. Što je razlikата među vas i tradicionalniот islam? Razlika je samo u tome da mi kažemo običajni Mesija, Imam Mahdi već pojavio, došao, oni čekaju. To je razlika. Ali šta se tiče izvor islama, časni Kuran, način molitva, post, hadž, svi stvari su isti. Vaš Mesija je došao. Da. I šta je uradio? Znate, on došao da osnivao jedna zajednica koja je sada postao kao izvor i kao primjer, kao bajšpil za ostali ljudi. Da oni znaju, islam nije neka religija od koja treba da se bojite, nego islam je takav religija koja pazi ljudska prava, koja pazi ovo, koja voli čovječanstvo i onda bio potrebno na ovo doba da bude neki muslimani koji pokazuju u svijetu kroz dijela šta znači islam. I zato on došao i on promijenio jedan dio ljudi, na primjer ovi Ahmedi muslimani koji su prihvatili njega, bez obzira koja nacija, oni imaju jezike, oni pričaju, svi imaju isti sil, svi imaju isti ponašanje prema ljudi, prema država, da treba da se volimo svoje država. Mislite imate jedan poglavar? Da. I imamo jedan poglavar za cijeli svijet i on nama uputi. Kao papa, Može tako da kažete, ali možda on više obrati prema vernicima nego papa obrati. Svaki petak on drži govori, mimo toga kada je ovako sastanak on obrati, uvijek on uputi naši ljudi i svi Ahmedi u širom svijeta su povezani sa poglavarom. Много е чудно и интересен моментот што западниот свет на вас гледа како на верска заедница која може да го трансформира исламот за едно западно општество, но целиот источен свет, оној традиционален ислам, на вас гледа како на секта, како на отпад, нешто што е застрането од... Znači, sekta može da kažemo kada je neko čovjek napravio neki pravac od sebe, ali mi kažemo mi nismo sekta, mi smo jedna zajednica džemat, zato što mi imamo jedan poglavar i taj poglavar je za cijeli svijet, nije za jedan dio muslimana. I imamo ovako ogromna razlika. Drugi muslimani, oni šta se tiče broje, ima više broje, ali kod njih ne postoji ovo jedinstvenost kako postoji u Ahmadija džemat. I zapadni svijet, oni su pogledali od više od 50 godina mi postojimo u zapad. Oni su vidjeli naša učenje, oni su vidjeli naš ponašanje, oni su vidjeli naša dijela i onda oni vidi da je ovo islam je baš taj koja može da prođe bilo gdje. Zato što mi kažemo ovo islam je zato što mi slijedimo časni Kuran, mi slijedimo časni pratenik, časni poslanik. I od ovo učenje uopšte nema nikakve opasnost. A drugi muslimani, oni kažu zbog ljubav prema islamu, oni mrzi nas. Ali mi kažemo, dobro, ako je tako, neka vi tako radite, ali od naše strane neće nikad vidjeti mržnja za njih. Da li западната демократија ви е ветер во грб на вашите промовирање на вашата религија? Односно, дали добивате, ја чувствувате поддршката од Запад? Нема некаква основа да помогне на вашиот развој на... Не, од Запад немамо никаква поддршка, затоа што ми... Али ту сте најслободни. Например, добро, ова е поддршка, ако ви мислите поддршка, да е овде има слобода. To je taj podrška, da imamo sloboda, kako oni su dali sloboda svakog čovjeka ovdje koji živi i isto je oni su dali sloboda nama i mi koristimo taj sloboda samo da širimo ovo naša religija, ali bez mržnja, bez neka presila i svaki mi kod nas uopšte ne radimo nešto tajno. U širom svijetu mi ne... Има ли символика што настанот се случува во Карлсруе, со оглед на тоа дека ово е Германија еден од најнетолерантните градови во историјата. Да. СС официри
се Да, дел да. од создадени овде. Ali ovo skup nije zbog toga, zato što mi smo našli prostor ovdje. Prije smo imali Mannheim, prije toga smo imali Grossgrau, taj sastanak, taj skup. I zato što taj mjesto onda su postali manje za nas, onda smo tražili malo veće mjesto. Нема символика некоја. Ne, nije zbog toga da je ovdje više sloboda, zato Njemačka je svugdje isti zakon. I oni su nama dali sloboda, ovo je sada 44. taj skup takvi vrsti. I zato muslimani neki kažu da zapadni svijet nama pomaže, daju novac da bi širili svoje poruke, to je samo lažna propaganda. Samo ovdje imamo demokratija što ne postoji kod muslimana. Većina je islamska država, oni ne daju taj da se širi. Ali vidite, kršćanstvo kada je počeo, Isus imao samo 12 sledbenika, ali Jevrije su bojali od tog poruka, zato što oni su vidjeli da taj poruka može da prođe. Нивниот главен годишен собор се нарекува Джанса Салана, обично се одржува во Германија, каде во просек доаѓаат повеќе од 30.000 верници. Култот кон калифата е неприкосновен. Во основа станува збор за исламска верска заедница со голема моќ. Своето учење го шири и преку глобална телевизиска мрежа. Our headquarters are based in London, and that's where our main operations are from. But we have television studios in many countries. Major big countries we have studios, but the bigger studios are Germany, Canada, America, Australia, Indonesia, Bangladesh. So we have large studios in these countries. Ахмадиите сметаат дека на исламот му е потребна реформа, но реформа му е потребна и на светот, со цел да се избегне судир на радикалните исламисти и исламофобите. Very small percentage of these miscreants or militant Muslims is creating problem. So you should not name it Islamophobia. You can name it the disturbance, extremism shown by some of the extremist Muslims. So to me, there should not be any problem. If you see Islam in our perspective, then you will not see anything wrong in Islam. So if you don't see anything in Islam, then there should not be Islamophobia. Yes, of course, there are some people who are creating problem in the world, and they are from among Muslims and others as well. See, thousands of people are killed every year in United States, and who is killing them? They are their own nationals, Americans. And the same thing is happening in the Muslim world. Мислите дека на исламот му е потребна реформа? Naravno, Во која смисла? šta se tiče religija ili šrijet ili zakon, ne treba reforma, reforma treba za ljudi. Za ljudi treba da bude reforma, da oni znaju šta je bit islama i šta je svrh islama, da bi oni to onda shvatili. Naprimjer, sada ima neki muslimani koji mrzi kršćani, ali to ne uči ni islama. Islam nam nauči, svaka religija je od Boga. Isus došao od Boga, Biblija je od Boga. Kako možemo da mi mrzimo nešto što je isti izvor? Bog je poslao Isus i isti Bog poslao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I mi volimo njih, mi vjerujemo njih da oni su bili Božji poslanici, oni su bili pobožni ljudi, mi volimo njih, mi ne mrzimo njih. I naš džemat isto traži od drugih, od kršćani. Dobro, ako vi ne prihvatite islam, u redu, ali kako mi poštovamo Isusa, vi treba da poštovate Muhammed.